Како што реков, за проектите што се пратени од Македонија, Македонија си ги финансира и тоа директно на уметниците, ние не земаме, ние само им наоѓаме шо каде, тие си плаќаат сами себе си. Друга работа што направивме дека беше скапа од Њујорк хотели тие работи, изнајмивме стан кој што Македонија си го плаќа за тие да си престојуваат таму. Мал стан е на убав дел во Бруклин, во Уилјамсбург, што е многу атрактивен за млади. И тие го користат за своите учесници, своите уметници, било што, да ги испраќаат во тој стан. Финансиски им овозможивме и најдовме начин како да ги поевтино да ги кошта, за да може колку повеќе да се представи уметноста. Повеќе пари да оди кон уметноста, него да оди во трошоците на хотели на тие работи. И друга работа, за овие 3-4 години сме одржале многу, не знам, на веб страна ќе седи сигурно, али по едно 15 на сигурно проекти годишно од Македонија, највеќе на ликовно, и многу театри, представи, музички, и така имавме, сега почнавме повеќе со музика да се бавиме. Имаше Тавитјан, тие браќата, джез трио, свиреа. Сега во петок на 21 март, 2008 веќе свират Music Progressive Quartet се вика, тоа се преработена етно музика и ќе свират катинке и сите тие наши, со виолончела, со виола и со други работи. После имаме тој Зоран Маџиров на шишиња што свири македонецот. И уште некој ќе имаме пијано, Јана Павловска, тоа во лето доаѓа, и други изложби. Сега само што беше Таки Павловски, следната изложба доаѓаат разни, ќе бидат Балагоја Маневски, ќе биде Славчо Соколовски, знам, Горјан Горановски, доаѓаат Ѓоргиевски, се извинувам, доаѓаат и други некои организации такви работи. Исто така, бидејќи го имаме просторов, ние го имаме изнајмено на наше одамна, имаме и така пониска кирија за овие скапи кири за Њујорк во стратосфера жодираат, тука ние имаме една што можеме да се приуштиме да работиме. И бидејќи го имаме просторот, така помагаме, доста го даваме на наши кои имаат наши потреба за таква работа, така на македонската диаспора, United Macedonian диаспора на Мето Коловски, се им дали да организираат прием, дали беше за министар, беше на одбрана, после беше за промоција на книга, американец по македонско потекло пишуваше, други сме давале за, за музички, кој што кажав, за модна писта, за Елизабета што беше, и најразни македонци кои што сакаат да организираат промоција на храна, на Стопанска комора на Македонија, приватна Стопанска комора и приватни и државни послабо, и приватни доста институции кои што биле тука и сакале да се представат. Интересно дека сме блиску логирани во сред град и тука еве сајмскиве згради, сите се тука, така да многу кога доаѓаат за време на сајми, доаѓаат тука и помагаме. Македонскиот центар Њујорк што беше името, го отворивме таа фирма баш за тај начин, нашиве да имаат тој начин да може каде да едно катче кај што ќе седнеш, да можеш интернет да провериш, да закажеш состанок, телефон, да не одиш по улици, по кафани, да чекаш или по хотели, него да имаш место кај што можеш да седнеш, бесплатен интернет, кафе да се напиеш и да закажеш ако треба состанок, каде да се представиш. И за тој период додека си во Њујорк, ако си напоминување, да има кај да ти се обрати некој.